Благодарам. Почитуван премиер, околу разрешувањето, предлогот за разрешување на министрите, ќе продолжам таму кај што застанав и во репликата во претходневната сесија. Имено, вие уште во февруари месец, минатата година, увидувајќи дека имате катастрофално ниво на реализација на капиталните инвестиции, ги окарактеризиравте министрите во три категории. Значи, не знаат и не се трудат, не знаат, ама се трудат, па може би ќе успеат, и знаат и се трудат. Имајќи го предвид катастрофалните резултати во реализација на капиталните инвестиции и исполнувањето на годишните планови за јавни набавки, навистина граѓаните очекуваа квалитативни промени кога се во прашање реконструкциите на владата. Од првата реконструкција памтиме она кога стана еден градоначалник, друг пратеник, ги пополнивте тие места без никакви образложенија, ниту па рекапитулар што сработиле додека биле во извршна власт. Втората реконструкција беше класичен гол политички пазар, во кој по барање, така им се посакало на вашите лидери на коалиционите партнери Енес Ибраим и Самки Ибраимовски, да ги сменат нивните представници во извршната власт, исто така ги реконструиравте со нови министри, без никаков рекапитулар, што тие, кога биле дел од извршната власт, работиле, ниту пак кои се перформансите на новите кандидати. И кога ја добивте пораката од граѓаните на последните председателски избори, навистина граѓаните очекуваа конечно квалитативна промена со реконструкцијата. Нели на големо тоа беше најавено и пред изборите, преку еден перформанс наречен Метла, во кој што нели вие бевте актер. И од тоа видовме дека за вас побитна е партијата него извршната власт. Граѓаните очекуваат и очекуваа промени во извршната власт, затоа што тие се одговорни пред граѓаните да го испорачат онаа што вие предизборно го имате ветувано. Вие тргнавте со први промени на председателите на општински организации. Ама граѓаните не ги интересира кој е председател на СДСМ во својата локална средина. Граѓаните ги интересира квалитетот на луѓето кои што ги носат извршните функции. А вие се отепавте од фалење на министерот за земјоделие, а го мените од извршна функција, го носите на едно од највисоките ваши партиски функции. Министерот за Тевдовски го мените, не бил спремен да носи храбри одлуки, а го носите пред една недела во највисокото тело на партијата СДСМ во извршниот одбор. Значи, за вас е побитна партијата, него извршната власт. Може би за вас е побитна, ама за граѓаните не. Вие сте тие кои што зборате цело време за споеност на државата со партијата, сега испадна дека вие партијата ја ставате над државата. Никако поинако не може да се протолкува оваа реконструкција. Од и другите промени се гол политички пазар со коалиционите партнери. Ништо друго. Без потреба ги подгреавте очекувањата за некаква квалитативна реконструкција и ништо од тоа. Сега околу делот на храбрите одлуки и храбрите потези што ни престојат, а кои што не може да се поминат преку постоечкиот министер за финанси. И вие на мојата реплика, во контрареплика, рековте дека тие храбри одлуки кои што ќе ги преземете вие како раководител на секторот финанси, пошто сега не можете да бидете нели и министер за финанси, е тоа да окачите прагот на за ДДВ обрзници од 1 милион на 3 милиони промет. И второто, што беше? Покрај покачувањето на прагот за ДДВ, подсетете ме, придонесите да бидат замрзнати. Како замена, таа е мерка која што јас ја сваќам како замена на субвенционирањето на
минималната плата, проект кој што катастрофално помина со 10% искористоеност на реализираните средства за таа намена. А растот на платите немојте да го поврзувате со субвенционирањето, со такво никакво катастрофално ниво на реализација на предвидените средства. Растот на платите единствено е ради невидливата рака на пазарот, а тоа е помалата понуда на работна сила и драстичното иселување на луѓето од Република Македонија. Фалат огромен број на профили на луѓе. Вие не можете да убедите дека странски инвестиции ќе влегуваат во Македонија затоа што луѓето се иселуваат од државата и тоа е драстично иселување, зголемено, и никој повеќе не може да биде заинтересиран за странски инвестиции затоа што ние немаме профили да ги исполниме барањата на тие странски инвеститори. Луѓето си заменуваат од држава и заради тоа растат платите, а не заради некакво субвенционирање или било каква друга мерка. Значи, воопшто не ме убедивте дека ради тие мерки се толку храбри чекори, кои што министерот за финансии нема да ги прифати. Не е тоа. Бидете искрен и кажете што е. Си кажавте, може би и не сакајќи. Тоа е јавниот долг да го достигне прагот од 60%. Тоа е да лупнеме уште 1,5 милиарда, толку што те треба од 5 милиарди и 200 сега колку што е долгот, за да стигнеме до 60% јавен долг во следната година. Значи ни престои енормно задолжување, без никакви критериуми, пуштање на пари во оптек, во економијата и во стопанството, кои што нема да донесат додадена вредност во економијата и подобрување на квалитетот на животот, него ќе донесат далекосежни негативни последици врз македонскиот граѓанин. Вие велите дека буџетот се полни и тоа го правите, таа предпоставка ја правите во споредба со 2018 година и сега тука го издвојувате персоналниот данок дека растеле приходите за 17%. Не расте ради прогресивното даночување, расте ради воведување на стапка од 15% на приходи од капитални добивки и на приходи од закупнини, а не расте ради прогресивното даночување. И ако веќе никогаш не добивме од министерот за финансии кои се буџетските импликации од прогресивното даночување, еве сега јас ве прашувам, кои се буџетските импликации од воведување на данок на доход од 18% на приходите над 90.000 денари. Зошто кога ги спомнувате полнењето на буџетот со приходите, не кажете дека данокот на добивка е помал за 23% во првите 5 месеци во споредба со минатата година, а во споредба со планираното е повеќе од 40%. Како мислите кога ќе ги замрзнете придонесите да ги реализирате ветувањата во здравството и во покачувањето на пензиите? Нели донесовме закон со кој што пензиите ќе растат ако растат трошоците на живот и ако расте БДП над 4%. Како тоа вие паушално кажувате дека 1000 денари ќе зголемете пензијата? Како со замрзнати придонеси вие ќе остварите раст на буџетот на Фондот за здравствено осигурување, за кој што зборавме и кога го имавте предлогот за влада, дека вашите ветувања за зголемување во здравството ќе значат цел 50% зголемување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување. Од каде ќе го зголемите вие 50% буџетот на Фондот за здравствено осигурување за да исплатите 100% повисока плата во јавното здравство, што ќе чини 110 милиони евра, покачување на капитационен бод за матични лекари на 90 денари, 33 милиони евра, 100.000 денари плата за специјалисти во терцијалното здравство, 25 милиони евра, зголемување на капитација за матични стоматолози на 70 денари, 6 милиони евра. Се тоа, господине премиер, чини 210 милиони евра.
Буџетот на Фондот за здравствено осигурување е 430 милиони евра. Тоа значи 50% зголемување на буџетот на Фондот за здравство. Од каде, ако се замрзнати придонесите? Од каде раста пензијата, ако се замрзнати придонесите? Нема друго. Јавен долг до 60% и финансирање на буџетскиот дефицит со задолжување. Нека му ја мислат следните генерации.